Ernesto Heredero del Campo, роден 1977 година, е неуморен, духовен трагач, дипломат по професија, философ по образование и уметник по вокација. Како филозоф, неговите главни теми на проучување биле скептицизмот и делата на Емил Чоран и Лудвиг Виткенштайн. Како дипломат, тој служи на Шпанија во голем број земји, а во моментот тој е дипломат во Македонија. Неговите проекти во оваа земја се опиплив доказ за неговата љубов кон македонскиот народ и култура, со чија духовност и начин на гледање на светот длабоко е поврзан. Соработува како предавач со Философското друштво на Македонија, а ова е негова втора стихозбирка објавена на македонски јазик. Марио де Роза, роден 1991 година, е италијански писател и поет од полуостровот Соренто. Тој е дипломат и моментално заменик шеф на мисијата на италијанската амбасада во нашата држава, докторира административно право и соработува со неколку универзитети. Покрај дела од правната област, има објавено и 4 стихозбирки со наслов "И конечно врне", "Линии и граници", "Херои без рогови", "Светулки и комарци". Последната, "Светулки и комарци", добива награди на национални и меѓународни литературни конкурси. Неговите стихови се движат од класична метричка поезија до слободен стих, опфаќајќи мноштво теми кои што го наведуваат да ги истражува големите прашања на човековото постоење, како што се причините за љубовта и животот, врските и пријателството меѓу луѓето и со Бога, како и општествената динамика на нашето време. Книгите какви да се, мали или големи, дебели или тенки, книгите имаат, сите книги на овој свет имаат оваа форма. Значи 4 страни правоаголници, како 4 страни на светот, како исток, запад, север и југ. А тоа повторно укажува на некакво патување. А ако книгата ја отвориме вака, тоа наликува на птица во лет. Уште едно патување. Патуваме и ние така се до нашиот суден час, до моментот кога наместо нас патуваат нашите души за век и векове. Сега, сигурно сите вие се прашувате каква врска има или каква има врска ова патување со книгата која вечерва ја промовираме, тогаш одговорот ни го даваат самите автори Ернесто Хередеро дел Кампо и Марио де Роза, кои ќе напишат дека оваа книга представува поетско патување на двајца дипломати и пријатели, диалог на погледи, јазици и емоции низ оваа прекрасна земја. А подолу со радост ќе ја прочитате посветата на книгата која без друго ќе ви ја разгали душата, затоа што без никакво сомнение секој читател на македонски погледи ќе се пронајде во неа. Таму едноставно, а не наметливо е напишано на нашите македонски пријатели. Сите ние сме нивни македонски пријатели. Во книгата не воведува еден изворен текст, го спомнаа пред малку на нашиот дипломат и писател Пајо Авировиќ, само позајмено од неговото воведно излагање на тематскиот дел од програмата на минатогодишните струшки вечери на поезијата, во кој ги споменува и собеседниците на тој настан. Токму Марио де Роза од Италија и Ернесто Хередеро од Шпанија. Како негови колеги, дипломати и како што вели собраќа поети. Во него меѓу другото се вели секој со својата судбина, дипломатска, поетска или некоја друга. Па сепак, во тој океан единечни и посебни судбини, повторно има нешто што ги поврзува дипломатите и поетите. И едните, и другите живеат чергартски живот. Меѓу различни земји и култури,
меѓу сонот и јавето. Имајќи го во предвид струмичкото поимање на зборот чергари или чергарски, кое напати има не така убаво толкување, вистинската конотација на употребениот збор означува патувачи од едно на друго место, вистински номади кои немаат постојано место на живење.